Благодарам, председателе. Почитуван колега Кастриот, морам да признаам дека за разлика од другите колеги од мнозинството бевте доста пореален. Кажавте доста, би кажал, вистина во тие ставки кои што ги условно кажано читавте на говорницата, и тоа е така, затоа што имам чувство дека во изминативе 2 или 3 дена многу работи не се кажа. Не се кажа самата суштина на буџетот. Се кажува тука многу аргументи, многу факти, се спомнува работи од аспект на она економско достигнување како минимална просечна плата, односно се кажува многу работи кои што не се вистина. Ајде да поминеме уште еднаш низ буџетот, но да ги кажуваме работите кои што граѓаните на вистина ги интересираат. Тоа се неколку факти. Прво мораме сите да кажеме, еве повторно ќе се потребеме на она кое што го зборувавме, дека ќе зговориме за бројки кои што се кажани од владините институции, затоа што ние мораме на нашите граѓани покрај онаа привидна розева реалност да им ја кажеме и суровата вистина која што ќе ја добијат со овој буџет. Што ги интересира граѓаните? Еве ајде да излеземе од процентите и од бројките. Ги интересира дали после овој ребаланс на буџет подобро ќе живеат? Одговорот е не. Ние мораме вака да им кажеме на луѓето дека со овој буџет дефицитот ќе се зголеми, односно повторно онаа разлика помеѓу приносите, односно приходите и расходите ќе биде поголема и ќе треба сите заедно да ја покриваме. Фактот е дека со овој буџет секој човек во Република Македонија ќе биде задолжен со нови 500 евра, затоа што таа разлика која што е 200 милиони евра повеќе, односно 200 милиони евра ќе бидеме позадолжени со ребалансот отколку што предвидовме со буџетот, ќе треба да ја покријат граѓаните. Ако одиме по тоа колку е задолжено секое семејство, односно секој човек во претходниве 2 години, ние им даваме 4800 евра долг на секое семејство. Што значи дека со овој буџет, со овие, за да можеме да ги покриеме овие 200 милиони евра дефицит кои што се јавуваат, а кои што ќе мораме да ги покриеме на крајот од годината, затоа што кога го носевме буџетот, вие велевте 550 милиони евра ќе биде дефицитот, сега испадна 750 милиони евра. Гледајќи ја како се справува оваа влада со економијата, а и со оглед дека ни престои нов есенски бран на ковид, а ние не се справуваме со тоа добро како што треба, дека крајот од годината ние ќе го завршиме со многу поголем дефицит. Тоа треба да им го кажеме на граѓаните. Понатаму, треба да им кажеме дека иде нова фаза на поскапување, дека сте упорни да ја донесете онаа зелена такса од 4,13 динари и тоа дека ќе ја качи инфлацијата за 0,9%, односно ќе има, како што сега е во моментов 3, ќе биде 3,9%. Само во месец мај потрошувачката се зголемила, односно поскапела за 3%. Тоа значи дека кога кидат граѓаните сега во маркетите, од кога вие ќе ја воведете оваа зелена такса, поскап ќе биде зејтинот, поскапо ќе биде брашното, поскапо ќе биде млекото, поскапи ќе бидат оние основни продукти од потрошувачката кошничка, затоа што треба да им се каже на граѓаните фере и коректно дека треба уште повеќе да го стегнат ременот, затоа што кога ќе поскапи електричната енергија, со ДДВ-то поевтинува за домаќинствата, ама не поевтинува за компаниите и за индустријата. Кога ќе се воведе оваа зелена такса, ќе поскапи и водата и тоа ќе се повлече инфлација на трошоци, односно ќе ја разгори инфлацијата. Тоа ќе го направиме ние со овој буџет. Понатаму, треба да се знае уште една работа. Тие средства кои што ние условно кажано со намалувањето на ДДВ-то ќе се одлеат од буџетот се предвидени. Ама во буџетов, во овие приходи има средства и за онаа така наречена зелена такса која што и јас се ќе направам за да не се донесе. Искрено ви кажувам и директно. Се ќе направам како пратеник да не се донесе тој рач на народот, а вие сте го предвиделе тоа во приходите. Значи, самиот буџет ви е важен, не сте искрени со народот. Продуцирате бројки кои што знаете дека нема да се остварат. Еве да зборуваме за даноците. Покрај овој данок на имот што се воведе, каде што за секој друг имот кој што го имаат граѓаните, кои што условно кажано не го користат, викендичка, вторстан и така натака, ќе плаќаат 3 пати поскапо него што плаќале до се. Кажете го тоа, дека во приходите во буџетот тие пари ви се планирани. Понатаму, бидете искрени до крај и кажете дека размислувате за воведување на 4 нови даноци. Кажете со буџетот. Сега ќе ви кажам кој, еве, не се чудете, и ќе ви кажам кој кога тоа го изјавил. Воведување на прогресивен данок, Фатмир Битиќ, повторно. Зголемување на стапката на ДДВ,
Министерот за финансии во изјава, можам да ви го пратам линкот, воведување на кризен данок како во 2001 година. Фатмир Битики изјава, размислуваме на повторно воведување на данок на финансиски трансакции и на воведување на зелената такса, тоест на зелен данок, освен зелената такса. Значи, покрај тоа што ние ќе воведеме зелена такса, ќе воведеме и зелен данок. Кажете го тоа на народот. Да бидеме искрени, ете, ако се фалиме толку приходи, толку расходи, ајде да ги кажеме, да бидеме искрени дека народот ќе плаќа 5 нови даноци. Кажете му го тоа на народот. Па кога ќе ја планираат таа семена потрошувачка кошничка, да го знаат тоа. Понатаму за капитални инвестиции. Не сте во право. Не сте во право. Еве, ќе ви кажам и од кај ги продуцирам бројките. Вчера имаше еден извештај на Виенскиот институт, кој што го правеле за 23 земји во Европа, каде што е реномирано економист, кој што вие го земавте во владата, кој што беше советник на оваа влада Брајмир Јовановиќ, за македонските медиуми го објаснува подробно. За првите 6 месеци само 80 милиони евра реализација на капитални инвестиции. 27%, односно ако се предодадат овие 6 милиарди динари кои што вие сакате со ребалансот да ги ставите како капитални инвестиции, 20% реализација. Нема ниту еден капитален проект кој што се гради во оваа држава. Еве да видиме во ребалансот. Го поздравувам тоа што кажавте дека се намалуваат ставките за изградба на нови училишта, основни, за изградба на нови средни училишта, што се кратат 990 милиони денари од развојните програми на буџетов, дека се кратат парите за железниците, дека се кратат парите за патиштата. Треба да му се каже тоа на народот. Еве, и уште една работа, кажете му, да, ние ќе зголемиме ставката за капитални инвестиции со 5 милиарди денари, кои што потоа ќе отидат во кредити. И тоа е фер да се каже, ама нема да отидат во онаа инфраструктурна ставка каде што треба да останат проекти. Тоа треба да се каже, да бидеме искрени до крајот. Еве, ја ова не го измислувам. Го кажувам тоа што сум го прочитал во експозето и на министерот и на заменикот. За земјоделието, нормално дека сте засегнат и дека ќе кажувате дека има зголемување на давачките, но не е баш така. Да разговараме за сосема друг аспект на работиве. Овие работи кои што јас ги кажувам се потврдени од Светската банка, се потврдени и Меѓународниот монетарен фонд, и од Европската комисија, и од Transparency International, и од State Departmentот, и од Виенскиот институт. Тоа укажува дека Македонија е една од трите земји од овие 23 кои што нема никакво подобрување од аспект на економијата. И на крајот од денот би сакал да кажам две работи. Еве за минималната и за просечната плата. На крајот од денот секое семејство и секој човек во Република Македонија треба да се одговори на следното прашање. Ако е вистина тоа што го кажува власт, дека ефективно, повторувам, ефективно е зголемена просечната нето плата од 6000 денари или 100 евра, дали јас лично живеам подобро и дали приходите во моето семејство се зголемиле за 100 евра во изминативе 4 години? Еве јас ќе ви кажам директно, не. Затоа што секој што ќе се каже тука треба да се излезе пред луѓето да им се каже, гледам дека и вие сте активни на терен и ние сме активни на терен. Вчера бевме на исто место со колешката од Ѓорче Петров, луѓето не го кажуваат тоа. Луѓето тоа не го кажуваат, ете, тоа е просто прашање. Дали живеам подобро? Дали за 4 години на мојата плата имам плюс 6000 денари? Не е така. Апсолутно не е така. Еве, 4 дена зборуваме за оваа минимална плата, дека е направена на 15.000 денари, на ВМРО-ДПМН не била направена била 9.000 денари. Пуштаме едно видео во една фабрика блиска до вас, каде што вице-премиерот снимаше спотови, каде што се испуштени текстилни работнички, од кои што едната во солзи вели, јас земам 5.000 денари плата, сопругот мој зема 9.000 денари плата. Каде е минималната плата таму? Каде е минималната плата таму? Нели има 15.000 денари минимална плата? А зашто не зборувате дека сивата економија е 38%? Една третина од економијата. Една третина од економијата не иде на сива економија. Знаете ли зашто има сива економија? Затоа што со закон како што ќе ви текне, номинирате тука суми кои што немаат врска со реалноста и со економијата. И сега ние ќе се убедуваме дека луѓето живеат подобро, па не живеат подобро. Еве, ајде испадне дека една фрлена ракавица кон вас. Кажете ми еден проект кој што е направен со овие пари. 4 години, еве, 5-та година почнувате на вас. Тоа е кузнае кој ребаланс според. Еден ќе бил годинава. Добро, нека биде еден. Дали луѓето со овој ребаланс ќе живеат подобро? Што ќе добијат луѓето со овој ребаланс? Тоа е суштинското прашање кое што ние го треба да го дискутираме тука.
Што ќе добијат луѓето подобро од кога ќе заврши овој ребаланс? Да, еве рековте мерки, 6 пакети поминаа, така? Дали народот живее подобро? Не. Дали се уште се затвараат компании? Се затвараат. Дали се уште остануваат луѓе без работа? Остануваат. Зошто е тоа така? Еве вие ќе кажете дека јас го измислувам тоа. Виенскиот институт. Еден од најреномираните светски куќи од аспект на економијата. Тие луѓе го кажуваат тоа. Дека не се живее подобро. Дека сме ги промашиле мерките. Тука и колегата Иван кажа. 1,3 милиарди евра зборувате дека сте ги дале во стопанството. ММФ вели само 350. Каде се другите пари? Треба да им објасниме на граѓаните една друга работа. Покрај тоа што планираме да им ги зголемиме даноците, покрај тоа што планираме да ја зголемиме онаа такса за животот да им стане поскап, покрај тоа што 14 денари на ниво на литар гориво ги зголемивте давачките за државата, покрај тоа што ќе бидат оптоварени со нови даноци, со поскапување на струјата, со поскапување на горивата, ги одбивте нашите амандмани за нивелирање, односно останување на стапката на ДДВ иста за да после локалните избори, некој не пушти преставка до Уставниот суд и да кажат дека тоа намалување на ДДВ-то е неуставно, па повторно да се качи цената на струјата. Треба да бидеме искрени да кажеме дека во ребалансот на буџет има и други ставки кои што никој од вас не ги кажа. Кажете му на народот дека за плати на доместоци ќе се потрошат 155 милиони денари повеќе во ребалансот, кој што е 6 месеци после носењето на буџетот. Значи не се намалува, се зголемува. Кажете им дека за нов мебел ќе се потрошат 144 милиони денари повеќе. Треба да бидеме искрени да им кажем. Да им кажеме дека за набавка на нови возила ќе се потрошат нови 17 милиони денари повеќе. Нема човек кој што има базични познавања од економијата или некоја странска реномирана институција која што не вика луѓе кратете на овие средства. Значи ова не е нов буџет. Ова е буџет кој што е по 6 месеци од првично планираниот, би рекол ребалансиран за да се спаси нели оваа економија, да се спасат повеќе работни места. Каде е тука правдата? Зашто идат ваму овие пари? Објаснете ми зашто да има повеќе мебел во Министерството за информатичко општество. Зашто да има зголемување? Зашто Стево Пендаровски да купи уште едно возило? Зошто? Па нели овие од Министерство за политички систем се вселија во нова зграда? Зошто им е потребно 80% зголемување на ставката за одржување на зградата? Треба да му се објасни тоа на народот, да му ги објасниме и лошите и добрите работи, па луѓето нека процена. На крајот, денот самиот народ ќе се одговори дали живее подобро или не. Сега ние можеме тука да се уверуваме дека е така, но не е. Понатаму, вчера слушнав една работа која што би рекол, ајде да бидеме политички коректни, да не кажувам дека не се кажува вистината, дека ВМРО ДПМН во својата програма на страна не знам која имало воведување на фонд, исто како што предлагате и вие, за зелен развој на државата. Тоа е точно. Тоа е точно, ја од тоа не бегам, така е. Но има уште една друга работа, односно две кои што не кажувате. Како ќе се полни тој фонд? Самата колешка кажа дека од фондација. Дека така ќе се полни првично планираниот зелен фонд кој што е во програмата на ВМРО ДПМН. Ама зашто не кажете и друга работа? Во истата таа програма имаше дека ќе се намали акцизата за нафтата. Дека нема да има повеќе акциза и јарач за секој литар на нафта, ама тоа не се кажува, така? Не се кажува тоа. И ние континуирано разговараме тука со одредени розови очила, за одредени работи, дека ќе биде вака, дека ќе биде така, дека тоа ќе се зголеми, дека тоа ќе се намали, но по кој знае кој пат во оваа дискусија укажувам. Како народот по овој ребаланс ќе живее подобро? Никако. Не се кратат непродуктивни трошења, се земаат кредити за да се финансираат сите овие ставки кои што можам да ги набројам детално. Намалуваме ставки за изградба на нови училишта, на нови средни училишта, за изградба на патишта, за изградба на железница, за изградба на гасификација. А зголемуваме за овие трошоци. Па нема тука, каде е тука логиката? Нема тука логика. Па затоа Transparency International ќе ни вели дека сме на 111-тото место за корупција. Па затоа Стеј департментот ќе каже дека сме корумпирани. Па затоа вие од Виенскиот институт ќе кажуваат вие сте трите земји во Европа каде што сте дно, каде што нема никаков развиток. Па затоа ќе не прогласуваат за најнебезбедна земја во светот. Слободно повикајте се дека ја лажем. Кажете, тоа е тоа соопштение на ВМРО ДПМН во Белата палата, вака така она Скопје 2014 лажговци. Ама ети ги извештаите на овие реномирани институции од
од странство, каде што си кажуваат луѓе. Ки искочи некој ќе каже Скопје 2014, највулгаризираниот проект. Добро е да прифатиме дека е така. Зошто се зголемува ставката во службата за општи и заеднички работи на владата за реконструкција и изградба на нови објекти за владините потреби? Па нели е истото? Зошто е потребно во време на криза тоа? Нели зборувавме дека нема потреба? По ние 4 министри за финансии вашите укажуваа паѓаа во несвес грчки сценарија, волку задолжување, волку сега, не, тоа е заборавено, така? И на крајот би сакал да напоменам една работа. Има една тенденција која секој од нас ќе спомене одреден ваков фактор кој што не може да биде анулиран, не го спомнувајте тоа. Пред некој ден не спомнувајте дека има скоро 6000 починати од ковид. Немојте за тоа да зборувате. Не зборувајте дека имаме толку дефицит. Не зборувајте дека даваме пари за се нешто, не даваме за тоа што треба. Не зборувајте за тоа дека луѓето се испуштани од работа. Како да не се зборува за тоа? Па зашто седам тогаш јас тука или колеги од оваа страна? Секој ден идеме на терен и разговараме со луѓе, па тоа што ми го кажуваат, јас тука треба да го кажам, тука му е местото. Еве ја позицијата за ребалансот на буџетот. Еве ја дискусијата, тука треба да се кажат тие работи, или сега ќе ќутиме. Или да фатиме сите едноличен говор да кажуваме колку е прекрасно се, колку се функционира, колку работите идат во неверојатно темпо, дека никогаш вака не било, дека никогаш вака не се градело. Можете да се обидувате, ама не е така. Не е така. 100 метри да прошетаме до овој објект, ќе се соочиме со таа реалност, дека не сте во право, дека тоа што го зборувате не ви држи вода. На крајот од денот, на крајот од дискусијава, задржете си го личното достоинство. Колегата си го задржа личното достоинство. Искочи, кажа, овде има зголемување, овде има намалување. Тоа се фактите. Кажете му ги на народот и добрите и лошите страни, па луѓето сами нека проценат. А што е фактот? Фактот е дека и по носењето на овој буџет луѓето нема да живеат подобро. Дека минусот ќе биде се поголем, а плюсот нема да се зголемува. Дека ќе се качуваат даноците, дека ќе расте инфлацијата, дека ќе порасте нафтата, дека струјата ќе стане поскапа, дека тоа ќе си повлече поскапување на вода. Треба да се биде фер и коректен и тоа да им се соопшти на луѓе и доставајќи со тие ваков пакет, онаков пакет. Овие ќе ги фатиме, ние никого нема да офатите. Никого нема да офатите. И до утре можам тука да ви мафтам со листови, со документи и со изјави. Сакате од туристичка комора, сакате од угостителска комора, сакате од евент органајзери, сакате од текстилна индустрија, сакате од кожарска индустрија, сакате од рударска индустрија, сакате од рударско преработувачка, од камено преработувачка, од сите ќе разговара. Така да очекувам како народни избраници да бидете на нивото на задачата и да престанете со тие, би рекол, партиски соопштенија кои што ги читате секојдневно од оваа говорница и да почнете реално да ги решавате проблемите на народот кои за волја на вистината се поголеми, а овој ребаланс на буџет, освен богатење на кликата на власт, нема да донесе ништо добро за граѓаните на Република Македонија. Благодарам.